Dragi moji prijatelji i prijateljki, vi posakувам добра вечер, пријатна вечер, секоја вечер. Добро дојдовте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце. Јас сум Јанко Илковски, овдека на Сталчево, како така наместено како за слава. Убава работа, имаме чест и задоволство, нешто убаво, веќе дзирка тука со едно окце. Нешто што дојде во градов и предизвика огромен интерес. Значи не е ова ултра премиера, колку што разбрав, веќе двајца се имаат закитено со еден примерок од нешто ново што е во светот на мобилната телефонија. Да не филозофирам премногу, ќе одиме веднаш со она што е во кутијата. Нема да правам јас оној класичен unpacking, тоа бара малце поинака. Мене ми е чисто чест и задоволство што се сетиле на емисијата дека овдека има некој љубител на технологија, дека сака да ги прикаже ваквите работи и да ги споделува, затоа што знаете како, малце сум можеби искомплексиран, затоа што сум живеел во време кога сме чекале со години да се појави касета, со години да се појави CD, со години да дојде новиот филм, сеш било тоа на чекање, на знаеш, но мобилната телефонија е нешто фантастично, нели? И оваа глобализација, колку и да има своји негативни, има позитивни работи, и новите технологии ги имаме скоро истовремено, што се вика, некому му се битни и денови по тоа прашање кога ќе излезат новите модели на телефони. Тоа не е добро се чувствува кој ќе излезе новиот модел на iPhone или на Samsung. Едноставно тоа е просто неверојатно колку луѓето се радуваат на овие парчиња на технологија. Да, имаме овдека едно ново парче од нов мобилен телефон. Се работи за најновото остварување на Samsung, се вика Galaxy Fold. Да, драги мои, ова е првиот телефон на преклоп. Ја го отворив денеска, цел ден ми е во раце, го спакував колку може поубаво. Раце ми се тресат повторно од возбуда. Слушај, разбирам дека можеби ќе ме сватите дека сум ликсур за овакви работи и дека се припотресувам, но знаете како, стварно е ова многу јако парче на технологија. Кога ќе го отвориме, веднаш горе е самиот мобилен телефон, по класика на отпакувањето, овдека доаѓаат оние придружни елементи, како што се гаранции, упатства, некои упатства како да се користи, сервисот, кабелчето за полнење, маската, полначот, да, ова е HDMI за USB или за аудио, не го видов добро. Ова е, за HDMI, за поврзување со телевизор, да. USB-C со HDMI, таков приклучок, овдека е за кабелчето. И она што е посебно вредно, знаете дека Samsung и ги извади оние бежични и станаа навистина тренд бежичните слушалки. Ја користам едни вакви бели, но ова што е во овој премиум модел е што овие слушалки се на AKG или AKG, како што ние милуваме да ги кажеме, што значи и самиот квалитет е класа повеќе. Ова се ни е познато, а јас сега најубавата работа, денеска ми го разубаве денот, се надевам дека ќе ви го разубавам и вас, со тоа што ќе го погледнеме најновиот модел. Првен ќе идеме на горната камера, значи веќе го добиваме вака отпакуван. Наликува на таблет, наликува на фаблет, но во суштина е мобилен телефон, многу елегантен, на копчето за power се стартува,
ќе го стартуваме во живо. На горна камера веќе почнува процесот на подигање. Добро, може и вака да го гледаме процесот на подигањето, нели, во секој случај. Се работи за исклучително квалитетно направено. Веќе сме тука. Сим картата моја не е поставена, иако е регистрирано. Ова што го правам, отвори, затвори на вашата камера, ќе го исправам. Делува многу сигурно. Значи, не делува дека е, како да ви кажам, дека е нешто што е кршливо, ќе се расипе, дека делува неквалитетно. Напротив, делува многу цврсто, ригидно и здраво. Впрочем, ова е најскапото парче технологија кој сме го имале во емисија, а јас сум го држал во рака од мобилни телефони, бидејќи ова чини 2000 евра. 2000 евра. Да, ова е неговата маска, доаѓа оригинална маска со него, можеме да го преклопиме и да ви кажам неколку работи кои треба да ги знаете. Мене маската ми е окей, но морам да признам дека стварно нема потреба од неа, бидејќи не знам, делува окей самиот телефон и без него, делува поквалитетно направен одошто, еве ја го имам овој мојот Note 8, кој се уште го користам и морам да кажам дека сум презадоволен. Еве, ако го споредиме на горната камера, сега не е баш среќно што е на црна подлога, еве, малце за таа разлика. Гледате дека се работи за малку потенок од што е, но сосема има функционален дисплеј на предната страна. Имате тука нормално звучник и имате првата камера, ви се наоѓа тука. Сега, првата камера е овдека, мислам треба малку да зумирам, ќе ја видите овдека, првата камера, значи може да ја користите како селфи камера. Но ова е една од 6 врвни камери, навистина квалитетни. Овде не се падавичарале со, не знам, 600 мегапиксели и така натаму. Значи, најквалитетните сензори по 12 мегапиксели. Еве ја главната камера позади со 3 камери и која ќе отворите, уште 2 камери имате овдека со сензори во овој дел. Значи, екранот не е потполно целото ова, но е сосема доволно и да се чувствувате комотно. И сега некој ќе се праша, па зошто се во ова? Искрено да ви кажам, се повеќе работа завршувам на мојот таблет, малце поголем од ова, така што оваа филингот е многу добар. Го држиш во раце сосема стабилно, иако е голем, и едноставно лесно се преклопува, лесно се отсклопува, брзо реагира екранот и тоа што му дава она фино чувство што кога гледате содржини, а се повеќе гледаме, знам зошто мене ова ми користи. За забава, за гејмање и за гледање видео содржини. Бидејќи колку и да ми е добар овој телефон, оваа видео содржина што ќе ја пуштам овдека, например, на YouTube, видиш, ништо не подготвив, може би и требаше. Што ќе ја пуштам содржината овдека, добро, не е ни некој видео овдека конкретно. Видео содржината, иако е доволно големо, сепак ова е навистина многу полагодно. Ова е добра големина за гледање на видео. Еве, ќе можеме и да ќе пуштам некое видео од YouTube. Не знам што сум гледал денеска. Да видиме. Ајде, презентација на овој автомобил. Како да држите оние DVD плеери, нели, што беа со 9-инчни телевизори. Значи, екранот е со врвен квалитет. Ова што го гледате на камери, секогаш телевизијата отклонува малку на сино, инаку реалните бои, кога ние би биле
4K ili Ultra HD televizija ili barem HD televizija со такво емитување, може би ги виделе реалните бои, ове се малце дисторзирани бои од видеото, така што репродукцијата е перфектна, сликата е спиена око, машината прилично квалитетно тоа го прикаже. А и BMW во цела ова приказна убаво се склопи, теку сузе на златни BMW. Ти доаѓа да запееш. Некој модел на BMW. Но, не сме тука да го гледаме овој концепт. Добро, ај сега веќе мораме да погледнеме. Ова е она грдата русокоса која го имаше оној Бугатито. Да. Девојки, џабе се правите убави. Видите? Ако е грда, пак не убавите колице кај неа. Зошто? Оти била одлична. Учела. 5 носела дома. Се шегувам. Добро, Хани, добро. Ајде, гитла тамо. А уште го остави во позадина, гледаш, го дава како мало. Добро. Ова е многу смешно. Типченце. Зошто Вселената е црна. Јапонија во 8К 60 фрейма. Ајде да го видиме како ќе ни го прикаже ова. Во смисла, ова го гледам, ова е некои се дрон снимки, предпоставувам дека ова е многу поважно за репродукција на материјал во највисока резолуција, што кажува дека стварно и процесорот и RAM меморијата, 12 гига RAM е оваа машина, така што, а сега можеме да идеме и да дзирнеме како ќе функционира и со игрите. Добро, не сум уште извештен, иако го знам колку толку сега ќе одиме во Драчево. Мојата омилена игра Township. Да, ова е мојот акаунт. Гледате како брзо се отвори играта, оние што ја знаат, ми стигна. Инаку, да, градот кој ми е сим, си го крстив Драчево. Нели? И, навистина, деталите се извонредни. Ова е захтевна игра, иако не е 3D, него е спаѓа во оние сим игри, но и динамичните игри се прилично. Ке видите малку подоцна, нели, оваа да ја дзирнеме, да видам каква ми е ситуацијата. Треба 3 плетива, некоја награда добив, добро. Каде ми е беше ова? Аха, еве ги, да го испратам авионот. Знаете како викаат, немал Велзевув работа, му дал на Јанко да игра играчки. Добро, освоив награда, за 5 сати ме чекаат шеќерна репа и помфрит треба да им пратам. Добро, ете, гледате сим играта, Township е една од најпопуларните, како добро изгледа и смут иде. Еве уште една игра ќе прикажам која е многу популарна и е многу исто така, бидејќи имам играно на послаби машини, немам некоја 3D игра да ви покажам, но немој да се сомневате дека нешто ќе. Ова е динамична, ултра пуцачина, аркадна, класична. Ајде, ке идеме во Asteroid Fields, Laserbyte мојот. Ова сега што чекате, бидејќи 2 авиона со некој од Русија се поврзувам во момент, руско влијание. Налет. Се поврзувам и заедно ќе играме, затоа е ова долго чекање. Он од таму, јас од тука и сега ќе пукаме во астероидното поле, ќе се обидеме да го заштитиме овој. Добро. Значи, играњето е смут. Супер е. Звукот е. Басот е предобар за ваков телефон. Еј, ме звезна. Многу гледам у камера. Пази, бе. Пази, Мишко, метак. Не на ту, на другу страну. Хвала, Славко. Спасио си ми жел. А види, бе, партизанска ескадрила.
Drugarice, posadimo cveće. Kuda vojska, druga teta kreće. Partizanska eskadrila. Lapne me nagrada. Tananaradam. I vakavo beskonečno. A ja moram da je dovršam igrati, ti dobiv nekoj bonus. Има и подинамични. Ова е од можеби најбавните нивоа во оваа игра. Се вика Хок. Руси имаат направено. Многу добро им иде сега за сега. Поздрав до оние што игра King of Towers, очигледно дека ќе ја гасат играта. А EA Sports Tetris Blitz го објави дека му го објави крајот. И Tetris Blitzот, ете некои игри. Ајде, готови сме, доста е. Победивме. Ајде, идемо куќи, напред, тифусари, преко воде до слободе. Пливај, Делфина. Не можам, Петре, не можам повеќе, те молам. Пушти ме во чамецот. Пливај, не седавај, те молам. Не седавај, уште малку, ќе стигнеш до брегот. Бог да ја прости, си замине и Неда Арнерич, жива легенда на некогашната југословенска кинематографија. И победивме. Така. Што се однесува до сурфањето? Ајде да ја видиме. Не сум врзан на... Како се врзав на интернет? Човече, значи, кога се закачив, се закачив на интернет, зошто не му здавав пасворд? Он го запамтил интернет пасвордот го запамтил од мојот телефон, што сум го имал бекапот на Google и све ми префрли овдека. Браво! Што да кажам? Единствено што Хромот веќе не поддржува флеш. Флешот умира во 2020, тоа е дефинитивно одлучено. Дали некој ќе го поддржи плюс или минус, тоа допрва ќе видиме. Ова е мојата страна, jadiburek.mk и за жал неам добра вест која ќе ја збориме вечерва. Комбинатот Тетекс згасна и така. Иако имам и добри работи, понекогаш. Например, што се однесува до музика, еве го Готра, таксират, слични работи. Готра ќе ни биде Горан Трајковски, ќе ни биде гостин наскоро. Пеперутката ја ставив како еден символ кој, ете, во овој рошарх, прекрасен апарат. Чини помалку од 2000 евра кај нас, што е премиум цена за ваков мобилен, бидејќи ваквојот мобилен, ако погледнеме, еве, можеме да отидеме секако GSM Arena. GSM Arena, само да ви кажам дека е бугарска страна. Бугари ја направија на времето, можеш да префрлиш. Бугарите ја направија и за сега е една од водечките страни за информирање и луѓето кои се информираат за нови мобилни телефони. Еве да видите каква е цената за овој модел. На eBay 2200 американски долари, на Amazon.com UK 1750, на Amazon.com 1500, но за американски пазар што нема шанси да го отклучите на друго место. Екранот што го видовме е 7,3 инчи, најголем, со резолуција 1536-2152 пиксела. 16 мегапикселна е едната главна камера, тоа е оваа камера. Тоа е оваа, можеш горната камера да ми ја покажеш? Режија, може горната камера? Да, тоа е едната само камера од 16 мегапиксели, е 4К камера. Можеме да се вратиме, фала режија, можеме да се вратиме на GSM Arena. 12 RAM, 4300 мАч, популарноста очигледно му расте, димензиите колкави се, 260 грама, тешко е. Nano SIM нема овакво, нема дополнителна картица за проширување на меморијата. 7,3 инчи, HDR10,
cover display 4.6, znači 4.6 inči je ova površina ovdeka ili ova ovdeka što ja gledate na gornata kamera ako može uštednaš. Da, 4.6 inči. Kako on je starite na početak koga počne na telefoni. Što je dobro, znajte, daj mi sega širok kadar, daj me mene, dobro je za ova, znaš. Mnogo mi je taka, ova user-friendly mi je, znaš, duri ova ne mi je toliko user-friendly mi je, taka me faća pod pleška malku. Ova je, ok, da vidime, dođa su Android 9.0 Pi ili kako sakate, Qualcomm SM8150 Snapdragon 8557 nanometri, znači nema podobar procesor v ovoj moment vo svetot. Pobrz i podobar. Sekako dekak ima druge, no v ovoj moment to je to. Octa-core со Adreno 640, 512 GB je неговата меморија со 12 GB RAM. Главната камера 12 мегапиксели, 12 мегапиксели, тројна камера и 16 мегапиксели е ултра wide, значи широко аголната. Видеото е 4K. Dual камера, значи она што е селфи камерата е 10 мегапиксели и 8 мегапиксели, со две камери се снима. И така натаму. Нема аудио джек, значи претежно нема, стварно нема. Тоа полека почна да се напушта и не дека навистина имаме квалитетни слушалки за тоа, но што со те што тие влезови правеа проблем. Мене скоро на сите, значи по джепови трошки, знаеш како наполитанки бутам ово она, ти реков ми рече и после се чудиш што те снашло. Не бе, личен е, многу е. Мислам, шега на страна Samsung нити ми е компанија, немам што да ја фалам. Моделов е прескап, морам да признам, но по моите информации, тројца во градов веќе се закитија со овој модел. Око не им трепнало. И морам да признам дека е стварно turning head, навистина привлекува внимание, на некој тој значи. Пак велам, ова ми е, знаеш, ова треба со години, секојдневно, 10 пати да го правиш. Како да ви кажам, не е мазно, ама дава оној отпор на цврстина. Ти текнува? Не е она лесно се отвара шлап, па, чекај, екранов да не се, ова, она, вамута. Не, онака, имаш чувство да дека не треба да му се плашиш, немаш што да му се плашиш, дека ова е добро направено. Види, ја многу ризикувам, замисли ова сега да ми се расипе, пошто газдата си купил топ, толку го разбрав. Да, хаубица. Тешко мене ако го расипам. Пошто ја ова да го платам сигурно. Не, се шего. Да, тоа не ми го покажав. Има face recognition, има, знаеш, она за отисок, такви работи. Да видам што има друго. Fingerprint, добро. Bixby, така, не ги користам тие работи. Перформанси на Antutu е 363.016. На Geekbench 11028, вие си знаете што ви е тоа, не GFX е 32 фрейма во секунда, S31 on screen, контраст ратио 185.000 на 1, камера, фото, видео. Еве го видео да видиме како изгледа компаративно во квалитетот, оние во деталите. Имам ја направено една селфи, мислам, пред да дојдам, ја направи. Не. Другар, треба да го видиш. Ова е стварно деталистички, болно добро направено. И види ова небричен. Тотално. Чекај да видам како Blade Runner усликава, дали ќе најдам се зумираш, нели?
сонувавме за вакви работи. Или сликава на Ема Маљан позади. Тоа е тоа. Стварно, good piece of machinery. Можете да го најдете во Mobilex, мобиларата, премиум мобилара. Си добиете гаранции, сервис ќе добиете. А да прави некој човек, ја ова не можам да го спакувам уште еднаш. Срце ме боли. Раце ме болат веќе, не можам. Дојди да си го земеш, ја не доаѓам. Пукај бе, братуче, што да правам? Тоа е тоа. Благодарам. Фала ви на љубезноста што споделивте една убава технологија, врвна светска во моментов со нас, сите вие што ќе можете да си го дозволите, со здравје да си го користите. Така. Со здравје да си го користите, стварно добра машина ќе земете, која мислам дека овој пат надминува онаа приказна дали е овој бренд или оној бренд. Се надевам дека вакво нешто оваа година ќе видам и од iPhone. Вреди. Да, они се малце поконзервативни за вакви иновации. И они кои ќе извадат, и тоа ќе биде врв модел, не се сомневам, но ова е иднината. Пак ќе кажам зошто. Се повеќе гледаме филмови, се повеќе геймаме. Не е само мобилниот повеќе сврти, прочита SMS или значи ти треба сериозно ни треба екран. А таблетот, ја да можам би се откажал од ова, али таблетов не ми го собира овдека. Ова, па дури и малце поголемо, да речеме 8 инчи, фала, ништо не ми треба поише у животот. Thank you very much. Уште, знаеш како? Уште ова замисли го. Нели вака кој ќе се преклопи кога го имаш. Така, ова го имаш. И влегувам у кола. Ти текнуе која ги вадевме од радија. Епа, зошто да не го ставам и мултимедијалниот центар со целата кола да ми е поврзан овдека. Так, си терам. Мислам, тоа го очекувам исто во таа интеграција. Благодарам за вашето внимание. Одиме со првиот блок реклами.